Писмо од апостол Павле до Римјаните, 12 глава. И така, ве молам, браќа, поради Божјата милост што ви се даде, принесете ги вашите тела во жива жртва, света и угодна на Бог, и тоа да биде вашата разумна служба. Не се прилагодувајте според обликот на овој свет, туку преобразувајте се преку вашиот обновен ум, за да ја запознаете Божјата волја, тоа што е добро, угодно и совршено пред Него. Зашто преку милоста што ми е дадена, му велам на секого од вас, да не мудрува над себе, туку да мудрува скромно според делата на верата која Бог му е доделил секому. Зашто како што имаме многу органи во едно тело, а сите органи немаат иста служба, па така и ние, иеко сме многумина, едно тело сме во Христос, а како поединци ние сме органи еден на друг. Според Божјата милост имаме различни дарби. Ако е пророштво, нека се пророкува во согласност со верата. Ако е служење, нека е постоен во служењето. Ако е некој учител, нека е постоен во учењето. Ако е некој утешител, нека теши. Кој дава, нека дава богато. Кој управува, нека управува ревносно. Кој е милостив, нека го прави тоа доброволно. Љубовта да не биде дволична. Бегајте од злото и приврзете се кон доброто. Бидете љубезни еден кон друг, како кон блиски роднини, со братска љубов. Надпреварувајте се во почитување еден кон друг. Во усрдноста не бидете мрзеливи. Духот да ви биде распламтен кога му служите на Господ. Радувајте се во надежта, во мака бидете трпеливи, во молитвата постојани. Помагајте им на светите во нивните потреби. И бидете секогаш гостолюбиви. Благословувајте ги оние кои ве гонат, благословувајте ги и не колнете ги. Радувајте се со оние кои се радуваат и плачете со оние кои плачат. Бидете помеѓу себе едномислени и не го оддавајте умот на високи нешта, туку бидете скромни и не мислете за себе дека сте мудри. Никому не враќајте зло за зло, туку размислувајте за тоа што е добро пред сите луѓе. Иако е можно, доколку зависи тоа од вас, живеете во мир со сите луѓе. Возлюбени, немојте да се одмаздувате, туку дајте му место на Божјиот гнев, бидејќи е напишано: одмаздата е моја, јас ќе ја отплатам, зборува Господ. Туку, ако е гладен твојот непријател, нахрани го, ако е жеден, напој го. Така правејќи, ќе му натрупаш жар на неговата глава. Не допуштај да те победи злото, туку победи го злото со добро.